И друга работа што е битно, нека го вратат името, на пример на музеот на ВМРО, името на археолошки музеј. Зашто на Северна Македонија? Археолошки музеј на Македонија. Името на филхармонија треба да го вратат. Македонска филхармонија, македонска опера и балет и така натаму. Еве Македонија у ваши раце се. Земете, вратете ги имињата. Го слушав преска на Сител, вели што ќе биде главна премиса со која што ќе се води новата влада. Борба со корупција и криминал. Океј, борба со корупција и криминал. Ќе уапсиш 100, 200 функционери од изминативе 7 години. И се доведуваме до прашањето дали ќе живее некој подобро во држава. Види, ако Ја не викам дека не треба да одговараат, ама тоа не може да ти биде основа. Тоа не може да ти биде главно. Не знам. Се сложам. Види, ако оди на варијантата да го копира Вучич, а очигледно тоа му е некаква инспирација политичка, Вучич така се зацврсна прв пат кога дојде, го уапси оној Мишковиќ, направи истраги и така натаму и направи една голема помпа у медиумите. Подоцна, например, ништо од тоа не остана. Значи, никој не беше осуден. Меѓутоа, он направи еден имидж, пардон, дека се бори против корупцијата. Да видиме дали ќе окупира тоа. Јас лично мислам дека они немаат идеолошка, класично чиста десна позиција воопшто разјаснета. Некој прецизен правец по кој што ќе терат. Добро е што има кадри на Грујо, затоа што кадрите на Грујо, кој например да речеме Кендо и другите, ја знаат онаа динамика на работа. Да. Грујо беше фрик за работа, Да. 24 сата у влада и така натаму. Да. И знаејќи ја таа динамика, можда у тој, ако ја продолжат таа динамика, можда нешто и да направат. И со така и Мицко е нели дете на Грујо, да не се лажеме. Не само што е дете на Грујо, него е измислен од Грујо, прифатен, подигнат, поставен на сила, насаден, наместен на конгрес и така натаму, така што самиот период кога Мицко работи за Грујо, он има простор да види како Грујо делува, така што ако го симнат тој метод, сега да видиме што е методот, дали они ќе работат стварно за интерес на народот. И ја у серија на видеа на мојот YouTube канал, да речеме, отидов кај Македонски народен театар, прошетав цел Скопје 2014. Сега ќе видиме, пошто ти викаш еве ги кадрите на Грујо се влада, дали они ќе си го испоштуваат проектот Скопје 2014. Затоа што Скопје 2014 има сериозно го има подјадено забот на времето. Да, се распаѓа. Тоа не е тоа страшно ако се одржува. Да. Значи тоа се менува со неколку милиона евра, се прави стакло. Па дома не исчисти една недела, ќе виш како ќе ти изгледа. Така, значи дома ако ти протече крвот, ќе горе ќе се качиш на кров, ќе го направиш. Да. Олукот ако ти се у тоалет, ако ти се искршиш олјата, ќе ја смениш. Значи овие има комуњариве еден одроден антидржавен став да цело време оставаат све на забот на времето за да се докаже дека неквалитетно градел Грујо. Не, ама ние мислевме дека е тоа. Они се неспособни беа. Имам поента. Извини. Значи, суштината е следна. Тебе не се свиѓа стиропорот. Океј бе, друже, имаш ти готови згради. Извади го стиропорот, стави мермер. Стај стакло, стај метал. Скапе мермерот. Добро, една зграда на година. 7 години, 7 згради ќе направеа и ќе беа трајно заштитени. Значи, океј, они намерно сака да се уништи тој проект. Целосно да биде доведен во прашање, да биде исмеен, фонтаните се уништени, све живо е разградено. Еве ги овие сега можат у таа некоја динамика брза, ако сакаат нешто да покажат видливо, барем светлата да ги сменат. Скопје у темница од центар. Ѓубре колку сакаш има. Нека ги погледаат видеата кај мене. Имам кратки видеа по 5 по 10 минути. Не сакам да замарам. И кога можам онака снимам, идам на лице место, снимам, покажувам ти доаѓа инспирација. Значи колонадата да се исчисти. Треба да се пуштат оние алпинисти со јажиња да се исчисти прашината. Да. И така натаму. Да не идам по посуштински работи. Јајца има уште од протестите за онкологија, има јајца што се фрлаше и слекана цела фасадата на обвинителство. И друга работа што е битно, нека го вратат името, например на музеот на ВМРО. Може да го вратат името на археолошки музеј.
Зашто на Северна Македонија? Археолошки музеј на Македонија. Името на филхармонија треба да го вратат. Македонска филхармонија, Македонска опера и балет и така натаму. Нели оптимизмот, бранот на позитивна енергија, нели Македонија повторно твоја. Еве Македонија е у ваши раце сега. Земете, вратете ги имињата. И тие се бенигни работи. Ја не викам да го вратат името на автопатот Александар Македонски, што исто не е спорно. Еве, окей, неќат грците. Ставете го името на Филип Македонски втори. Знаеш, Значи, имаат они простор брзо да се... Тоа беше кај тргнав у дискусијата. Имаат простор брзо да покажат разлика, нема да им требаат многу пари, и плюс се кадри на Грујо. Сега останува да видиме дали нешто од тоа они ќе сакаат да направат, или ќе направат дисконтинуитет. Сега тука да видиме митско односот кон Скопје 2014 каков ќе му биде. Дали ќе го почитува својот политички татко и багажот на политичкиот татко Никола Груевски, во смисол, бидејќи за Скопје 2014 Груја направи сериозни, и ја лично сум зборел на овие теми, вика претрпев многу сериозни удари и политички и секакви, за да добие облик како што мислиме, да добие една како да кажам, нов агол, нова димензија Скопје, да се подсетиме на минатото, да се испочитуваат жртвите. Чекај, дозволи. Значи, жртвите да се испочитуваат. Имам видео, нека го погледнат, кај споменикот на непознатиот борец. Карши парламентот. Нели има тоа за вечен оган и има фонтана. Тоа е ужас таму, човече. Значи, тоа може за 2 недели да се направи стакло да биде. Да се исчисти, да се пушти фонтаната, вечниот оган, да се осветли, одма ќе добие Скопје друг лик. Сега, зашто го препотенцирам ова? Тука ќе видиме каков е односот на Мицко кон Грујо. Не мислам дека дозволи. Ја не го гледам тоа односот кон Грујо. Ако ја нема те прекинувам, не бе да направиме дебата да биде поинтересно. Направиме дебата, тек се загреваме. Значи, уште не сум довршил со поентата. Значи, сакам да видам дали ќе направи дисконтинуитет кон Скопје 2014 или ќе се надоврзе на тоа. И од тоа многу работи ќе бидат јасни и во врска со овие избори. Ја мислам дека средувањето на Скопје 2014, на зградите, на институциите, на спомениците, мислам дека е одговорност на секој еден носител на јавна функција, без разлика кој тоа претходно го градел. Тоа е некој однос према парите на граѓаните кои што се вложени во тие институции, во тие споменици, према историјата на оваа држава и така натаму. И јас од тој аспект гледам и јас се надевам дека ВМРО-ДПМН ќе го направи. Тоа што го кажа дека овие кадри на условно кажано на Никола Груевски знаат како се работи, јас не се сомневам во тоа и општо ВМРО-ДПМН, тоа го коментираше и Петар Расовски тука кај нас во студиото, е познато по тоа дека може да ја заврши работата. Значи има луѓе кои што се од акција, кои што се спремни да истрчаат, да сработат, да се јават во 4 сат са бајле да му кренат слушалка на премиерот, да издоговараат, да притиснат, да се заврши нешто побрзо и така натаму. Тоа го слушавме и непосредно, нели, од бомбите, слушавме кој бил начинот на функционирање на таа влада и мислам дека ВМРО-ДПМН пак ќе функционира така, затоа што можеби и не знае поинаку. Знаеш каде е проблемот? И каде е мојата почит спрема ликот и делото на Никола Груевски. Разликата, знаеш што беше помеѓу Никола Груевски било кој премиер после него или пред него? Не знам како ќе се однесува Христијан Мицкоевски. Разликата беше во идеите кои што ги имаше. Едноставно ти ја цениш историјата, ја знаеш историјата, знаеш дека понекогаш еден човек во историјата менувал се. И такви историски личности имаме до ден денеска, ги збориме и ги почитуваме нивниот лик и нивното дело. Никола Груевски имаше идеи. Имаше идеи за кои што ти до ден денеска можеш да разбориш. Ти можеш да се согласуваш со неговите идеи. Исто како што можеш да се согласуваш со тоа дали Александар Македонски трнал према Индија или може би требал да трне према, не знам, према Рим и да освои Европа и да има неговото царство да биде Римското царство. Поентата е дека до ден денеска ние ги избориме тие работи. За кој премиер ти во Македонија ќе кажеш нешто дека направил кое што сега не можеме да дискутираме дали некој му се свиѓа или не. Значи избориме за добра работа, позитивна работа, изградба на автопат, изградба на институција државна, на споменик, на зграда,
Небитно, каде што ние денеска можеме да дебатираме дали тоа добро изгледа, не е добро, како било изведено, дали биле малце многу пари под... Значи немаме таков премиер, тоа е проблемот. И мислам дека Никола Груевски се издвојуваше со своите идеи. Највредното нешто кое што човек може да го продуцира е идејата. Нели, најголем проблем кој што го имаат државиве тука од Западен Балкан, па и Блиски Исток веќе, е brain drain, што сакаше Заев да каже. Одливот на мозоци. Зашто? Тие мозоци ти си ги школувал човекот, си го наранил, ама тој може со една идеја да врати 10-кратно, 100 пати поише за државата во која што е пораснат. И тоа е, ако Христијан Мицкоски ги има идеите, Христијан Мицкоски ќе биде добар премиер. Приметуваш дека не те прекинува. Да. Приметувам. Колегијално. Христијан Мицкоски ќе биде добар премиер. Ако нема идеја како да изведи државата од оваа ситуација, тоа е тоа. Ние ќе гледаме повторување на работите како до сега. Па рече борбата против криминал и корупција. Гледам овие просто да сама порталиве го перцепираат како ќе има апсење од вторник. Нека има, ама треба да се направи нешто повеќе за граѓаните. Мене на пример не ми се свигаше, ќе некако спреми режија тој дел за струјата. Он вели до јануари мораме да плаќаме поскапа струја, немало начин како тоа да се реши. Да, до јануари ќе морало да се плаќа поскапа струја, после јануари можеби ќе се плаќа и помала. Поевтина него оваа што беше сега до пред покачување во јули. Ја мислев дека му сместува претходната влада узаминување и дека он ќе дојде во стилот на оптимизмот и популизмот што ги наметна во кампањата и дека ќе каже ова талјат Джафери ми го подметна, прва мерка на прва седница ја враќам струјата назад. А тоа него нема да го прави, така? Па рече дека до јануари не може да се направи. Еве да го, ако сакаш да го погледнеме, па да го погледнеме, ме интересира, не сум го видел. Ако може да ми... Поентата е дека сето она кое што сега се случува може да се коригира и ќе се коригира на 1 јануари. Јас жалам што еве како што вие цитиравте експерти кои што велат дека можела владата, еве јас би сакал да слушнам како е тоа решение, одма ќе го имплементираме. Одма ќе го имплементираме, а при тоа да не го загрозиме континуираното снабдување со електрична енергија на потрошувачите. Јас ви тврдам дека не може да се прекине тендерот сега, односно ако истиот тендер се прекине, тоа ќе значи дека ќе се загрози снабдувањето на електрична енергија на корисниците во континуитет. Затоа ветувам дека при следното нивелирање на цената на електричната енергија за домакинствата, кој што ќе се случи најрано на 1 јануари, истата ќе биде вратена и со тенденција да биде поевтинета. Може ли да сега замислете, у 2006 година Никола Груевски се сочува со 35% невработеност у држава. И замислете Никола Груевски да кажеше тогаш, еве, од јануари ќе видиме што ќе правиме. Не, Никола Груевски знаеше дека индустриските зони се спаза оваа држава, спаза економијата, странските инвеститори се најдоброто решение за намалување на невработеноста и тоа го направи. Тука доаѓа моментот на идеја. Вика што треба да се направи? Да. Па ја ќе му кажам. Па он би требало да знае кој кандидат за премиер. Седница на влада прави и носи одлука да ја намали цената. Толку просто е. Значи, како може да се договорат у една седница да се ги покачат платите на сите функционери, па нека ги намалат цените, односно нека ги вратат платите назад, од разликата ќе платат разликата што треба народот да е. Или народот на крај. Од јануари. Во јануари ќе каже, абе види, тешка е зимата, има притисок на електроенергетскиот систем и нема да можеме да ја вратиме. Чекајме малце. Може ќе забораиме. Ние нема да забораиме. Тука народот ќе го осети тоа по својот джеб. Меѓутоа јас сум изненаден. Значи, популизмот кој што требаше да го зафати, нели Македонија повторно твоја горда, расположена, оптимистичка и све,
некако брзо ќе се стопи со ова, бидејќи ја мислев дека талјат му го учука ова, намерно, клип. И тоа се исправа, шо? Врати назад. И се решава. Секоја одлука на владата се решава со нова одлука. Меѓутоа, очигледно дека Знаеш што е иронијата? народот изгледа не е у прв план и интересот не е граѓаните да бидат порелаксирани, него вака било, онака било, така било. Или па може некој има интерес од тоа да се зголемува цената на струјата, некој што, например, разбира како се тргува во странство, некој што купува вишоци, продава вишоци и така натаму. Што е иронијата, еве, Лачки ме подсети. Па ние збориме за човек кој што дојде на власт со протести за, односно против покачување на струјата. Така е. Ако се сеќаваш пред Како не? колку беше пред 2-3 години. Со мерцедесите кога протестира. И джиповите. Нема врска, тој е Има тој врска. кој што го тој кој што за Мерцедесот, членот на ВМРО кој што го поседува, го познавам лично и еден од најискрените патриоти. И нема проблеми со плаќање на сметка за струја, така? Нема. Ама сакаше да даде подршка и сега тоа излезе лош у јавноста, ама тоа е. Битно он бил од прв до последен протест и пешки и со кола кога требало да се иде. Знам, го познавам лично човекот, поздрав до него. Еве, многу ми паѓа Ама сега Многу ми сега падна сега тешко треба за ли него. сега треба пали да се искочи. Не е некој богат што е Мерцедес од 2000-та, зборам постара верзија, се наоѓа. Па дај ако не да се собереме да му купиме понова кола, па типа ама Не. ама навлезе у објаснување. Не бе, знам дека не се работи за милионер, не се работи за човек кој што се збогатил на грбот на државата, на партијата и така натаму. Значи поентата ми беше друга на муабетот. Сега тие членови на ВМРО ДПМН треба да искочат па на улица, сега да протестираат против својата влада. Кај смеа да искочат? Ама Филип, затоа сме тоа тука. Абе, чекај, ти кажувам ја, малку е ова. Малку е дупката не е дојдено до дно. Полека? Да, ама Полека? ако Чекај, продолжат сега, да си ја копаат дупката. По што мислиме ние дека паднал СДСМ од власт? По што? Кога еден генерален секретар на Бранко Црвенковски сега ќе биде министер во владата на Мицко. Па он не добро се знае дека има релации со Бранко, тоа сме го експлоатирале, сме го дискутирале 100 пати. Еве ај да не навлегуваме у тоа во оваа епизода. Меѓутоа, малку ако сакаше се замаскира. А очигледно сега овие 500.000 гласови, 400 колку и да се, што ги имаат, им даваат едно право да мислат дека се политички богови. И гледаш како вика, па он не се труди во изјавата носител да каже дека барем да кажеше чекајте малце ќе да влезам, ќе видам, ќе направам. Не, тоа од јануари. Таква е и програмата 1198. Квантификацијата е за 5 за 10 години на проектите. Значи, што сакам да кажам, дека фаќаат многу лош почеток. Океј да апсат, нека уапсат све живо, мене, тебе, сите нека не стрпаат у затвор. Абе, ако сме ние проблем. Абе, нема проблем, еве, па нели на нас нон-стоп тоа ни се закануваат. Значи, нека апсат, не е никаков проблем. Проблемот е што ќе направат за струја, за еве Скопје 2014, за враќање на име на институциите, за малку средување од ѓубре на градот и така натаму. Значи, има работи кои што можеа веднаш да ги фатат, кои што можеа да допринесат да се создаде еден позитивен имидж, дека се фаќа добар старт. Еве, јас стварно сакам, еве, кадрите на Грујо, да фатат еден добар старт. Сепак, они знаат што е темпо, како што кажавме на работа, имаат искуство со Груевски, и може да фатат да барем да расчистат некои проблеми. Еве да го завршат патот Кичево Охрид, да почнат некои аутопати, да се види разлика. Меѓутоа вака на овој начин мене ми остава еден впечаток дека кој го шиша народот, ние добивме 500.000, ќе се видиме за 4 години, кога ќе треба Македонија пак повторно горда да биде.